Ова се вашите минути, доколку сте расположени. И пред воопшто да ја поставиме темата за вечерашниот диалог, ќе ја прочитам една сензационалистичка вест. Никола Груевски се врати во Македонија. На сајмот за книги ќе биде представена неговата книга Никола Груевски искуства за еднината. Многу повеќе како лицемерство, многу помалку како судбина. Како и да е, без оглед на тоа што за време на кампањата дел од СДСМ-овците ги плашеа луѓето со тоа дека што сакате да се врати Никола Груевски и режимот, јас искрено баш и посакував да биде обратна паролата. Да го вратиме Никола Груевски по секоја цена. Што мислите, ако се врати, како ќе помине? Како обновено ВМРО ДПМН или на заслужена казна. Но не е темата Никола Груевски. И немам намера да ви го расипувам сонот или да ве тревожам со помислата што ќе ни се случи, дури и со книга која ќе се врати поранешниот шеф на македонската влада. Избеган во Будимпешта. Додека неговите маченици од партијата сепак и со една Гордана Силјановска-Давкова успеа да присоберат значителен број на гласови, што на одреден начин зборува за рехабилитација на дел од веќе до пред 2 години атрофираното ВМРО ДПМН. Но она што мислам дека сите треба, ако го слушаме ехото на Никола Груевски погледи кон еднината, да се завртиме кон тој дел од погледите на еднината. Од понеделник во председателската вила ќе биде Стево Пендаровски. Официјално председател на Република Северна Македонија. Неговото неформално државничко промовирање се случи денеска, токму во вилата на Водно, представен како идниот шеф на државата со ислушување на говорот на папата кој ја заврши посетата со едно фуриозно темпо и пред околу 4 часа замина од Скопје и веќе е во Ватикан. Поштовани гледачи, има многумина од вас што со среќа и со задоволство гледат возбудливи фудбалски надпревари, други се на другите канали. Оние што остануваат верни, доверливи, расположени за овие мали поднокни разговори, јас ви стојам на располагање заедно со ова веќе афирмирана страница на Граѓанскиот форум. Мојата тема е што го очекува идниот шеф на државата. Кои би биле приоритетите за Стево Пендаровски? Интересно е дека идниот шеф на Северна Македонија даде интервју за српска политика. Тоа може би е уште една индикација дека една врата која кон Белград во еден период беше прилично закатанчена, би требало да се отвори во општата политика на Македонија кон добрососедска политика во регионот. Имате во наредните половина час со ваши блиц, умни, разумни коментари и сугестии да му испратиме порака на Пендаровски. Доколку има гледачи, јас сум подготвен за диалог со вас. Добро вечер. Добро вечер и убава вечер. Вама и на вашата екипа. Вака од Пендаровски ние очекуваме да ни се отворат широм вратите, за да нашите деца да не одат по странство, да се отворат фабрики, да има изистенција на сите, а не да има сиромаштија и бедотија. Тоа ние очекуваме од нас, од негова страна. И да биде мир
među nas i da si dademe bratska raka, da bideme ona što bevme jedno vreme. Toliko vi blagodaram i prijetno. I blagodaram mnogo. Dobro večer za следниот наш гледач. Што би му ставиле во пликото адресирано на председателска вила на Водно на Стево Пендаровски? Граѓаните го избра, би требало да чуе што и граѓаните мислат. Како негови приоритети, независно од тоа што е наредено таксативно во уставните негови надлежности, што самиот при промотивните изјави после прогласувањето на победата зборуваше дека ги подпише законите, дека ни треба еден нов дух на толеранција, меѓусебно уважување и разбирање. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јуче од Прилепо. Повелете. Поздрав до вечер. И до вас. Пендаровски. Да. Пендаровски чекува малку добро внимание на обични луѓе, како мене. Јас не гласав овој пат, сум многу разочаран, бидејќи симпатизер сум, СДС, али ништо не направи. Јас сум инак инвалид, 3-4 пати сум опериран сум од срце, 3-4 пати сум откачен од ИПК, сето е преку врски сум корумпирана. И нема волја да гласа предвечи за некој да прави пари. Со гласот мој не би дозвол. Ако има и ги речи евентуално представников, нека обрне внимание на нови работи. Што се случило? Благодарам, пријатели. Добро, ви благодарам. Ете, еден глас на обичните луѓе и една детекција што мислам дека е адресирана и на премиерот Зоран Заев, а тоа е ништо не направија. Има таква нотка на разочараност, има такви нотки на гласови кои допираат до Заев, без оглед дали ќе се фати за метла и до каде ќе стигне неговиот замав. Но правиме молба за Пендаровски. Тоа истовремено значи и обврска за извршната власт. Добро вечер. Господине Чомовски, Повелете. и јас сум еден од тие што ги нарековте сега пред малку. Треба да се прашаат сите премиери дека народот македонски е на колена. А за председателов сегашен би рекол Не ве слушам. Режија. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Ама, да, повелете. Ве слушам. Премиерот треба се прашат кон македонскиот народ дека е на колена. Добро. Паднат, а што се однесува до председателот би рекол македонска статуа. Ви благодарам. Добро, ви благодарам многу. Баш сте расположени за кратки и сочни коментари и тоа многу ми се допаѓа. Веројатно и порано ќе завршиме квотата на регуларни јавувања во рамките на граѓанскиот форум. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Повелете. Добро вечер. Повелете. Вака, господине Чомовски. Поставеноста на системот политички во Македонија, председателот си била една фигура. Приоритет на ништо не може да даде додека извршната власт команди. И јас не би рекол нешто да направи председателот без да извршната власт да ја слуша. Така јас размислувам. Па ја мислам дека тоа ќе биде неговата Фигура ќе биде. неговиот- Само ќе биде фигура. ако продолжи таа тенденција Така ќе биде. шефот на државата да биде послушник на Да, партијата на власт, ја мислам дека Стево Пендаровски предвреме ќе биде губитник. Не Ако го може, издржавме Ѓорѓе Иванов 10 години, него тешко дека послушник беше и тој беше послушник на извршната власт.
веројатно и Стево Пендаровски ќе биде послушен на извршната власт. Добро и благодарам. Продолжува трендот на Пријатно. брзи и сочни разговори и детекции на незадоволство и приоритети. Добро вечер, следниот гледач. Добро вечер, господине Чомовски. Добро вечер. Овде е Петровски Тони, кандидат за председател од СДС. Добро. И сметам дека и заедно со Филип Филипов разговараме сега на 50 годишнината од МНР, разговаравме дека господинот Пендаровски не е статутарен председател спрема огласот на СДС, што го објави до 19 февруар. Ние статутарно се пријавиме на огласот, не рекламира по телевизии, нашите биографии ни кажува. И мислам дека не е во ред тоа што го направи нашата партија, јас сум член на СДС, и мислам дека не е и да се подразмисла мало зошто го направија тој оглас, само формално ние да истакнеме кандидатури и после тоа Пупу не важи, консенсуален го изабра господин Пендаровски, кој не е ни член на партијата. А според статутот на партијата мора да биде член на партијата, да биде кандидат за председател. Толку од мене, фала и пријатно што ме Добро, слушам. благодарам. Не спорам со некои ваши слабости во искажувањето, но тоа е таков амбиентот. Мораме секого да послушаме. Добро вечер. Добро вечер, почитувам господин Чомовски. Повелете. Се јуваме од Прилеп. Значи, Од каде се извинувам, не чув? Од Прилеп се Од јуваме. Прилеп града, добро. Да. Значи, македонскиот народ овој пат, значи македонскиот народ на Северна Република Македонија овој пат се одлучи на стварно идеална личност, која е стварно образована, која е стварно вмешана и мислам присуствувала на сите повисоки инстанции, била соработник во кабинетот на Киро Глигоров, била личност која работела во кабинетот на Трајковски. Значи, одбравме дете кој стварно ќе застани на браникот на ова наша држава и мислам дека ќе не води многу добро и ќе ги расчисти сите проблеми и дилеми што се настанати во поделбите на ова наше македонско население. Значи, не сме понатаму да постојат разлики во сите етникуми или поготово меѓу македонското ткиво. Нема поделба меѓу ВМРО-вци и СДС-овци. Тоа треба да се расчисти една за крај. Треба, значи, да бидеме кратко, чисти и јасни. Дека овој народ треба да се сплоти, треба да гледа за иднината, треба да гледа за своите поколенија, а не сме да остави само за лични интереси. Значи, тоа е пораката, луѓето сватија дека оваа држава треба да оди понатаму, да се евроинтегрира, да почнат да доаѓаат нови инвестиции, народот да се сплоти и да нема кавги повеќе меѓу себе. Моje, твое. Значи, така не одиме никаде. Значи, овој председател, што го избравме моментално, зборувам за почитуваниот Пендаровски, тоа е дете, значи, стварно образовено, кој стварно не знае да го дели народот на ваши и наши. На Вамбровски, СДСовски, вакви такви, тој се повика на сите етникуми во државата. Добро, благодарам многу. Еднаш, повторувам, нека му е со среќа мандатот и се најдобро да ни ја води државата. Добро. Му честитка на Пендаровски од тие што го избраа. Добро вечер, следниот гледач. Ало? Да, повелете. Ало, добро вечер. Повелете. Прво да пратам честитки до новиот председател Стево Пендаровски. Му посакувам мако трпна работа, затоа што прво неговата по уставот е надворешната политика, а со надворешната политика може многу да придонесе ово, така да кажем, во економијата, заедно со владата и со министрите што се одредени за економски развиток,
со странските инвестиции може многу председателот да придонесе, да створи таа атмосфера. Второ, за безбедноста, бидејќи имаме голема обврска према НАТО. Значи, јас многу верувам во армијата. Таа треба добро да се обучи. Исто денеска покажа и нашата безбедност, денот на полицијата, да го честитаме. Со дочекот на папата, нивната задача беше на врв. Меѓутоа, до председателот би порачала, осим за безбедноста, значи, на границата и внатрешната безбедност, мислам, МВР и мирот во земјата, може да придонесе и за безбедноста екологијата. Значи, ние донесуваме многу закони собранието, а председателот ги подпишува. Чим ги подпишува, може и му е дозволено да види како сите тие закони се имплементираат. И фино да има програм негов на телевизија, на третиот канал, каде што ќе може да јавно да каже која институција посфрлила. Тоа значи не е убаво да гледаме странски дипломати да учествуваат во собирањето на ѓубрето, нечистотиите и така натаму. Тоа е голема, како да ви кажам, негативна појава во нашето општество. Добро ми се чини дека во ова искажување има... Да, повелете. Интелигенција, тој е и професор, значи има и многу голема публика, многу народ го поддржува, млад и перспективен, мора тоа да придонесе екологијата, не само, значи, за ѓубрето, за сметот, треба и за воздухот, и за загадувањето од разни отпади, како што народот вели, се товарел ваков отпад, недозволен отпад се носило во нашата држава. Таа безбедност, значи таа за по нашето здравје, тоа му е една втора од приоритетите. Може и прва, али прва му е одбраната и мирот во земјата, а втора би била ова позначајна. Ја го поздравувам, благодарам на остапеното време. И благодарам многу, ми се чини дека на индиректен начин прочитав две иницијативи и со двете се согласувам. Едната е дека екологијата треба да представува една нова област за личен па институционален ангажман на шефот на државата, без оглед колку владата има своји ингеренции. На крајот на крајшта тој може и да инициира. Кога се работи за екологијата, моја сугестија ми е да го видам кога Скопје ќе биде најзагадено да се симне од водно, сам со маска, за да почувствува како дише Скопје и неговите сограѓани. А втората, која на индиректен начин малце ми наслутува на еден американски модел, а зошто па на Стево Пендаровски да не предложиме едномесечна телевизиска дебата или телевизиски форум во кој вие ќе го допрашувате, ќе го рецензирате, а тој ќе не информира. Наместо да ги чекаме традиционалните годишни обраќања, кои по правило и по дефолт ги делат потоа власта и опозицијата, те бил говорот ваков, те председателот ги дели луѓето, те партиски послушник. Значи, ајде да не повторим и да не бидам сугестивен, но секој може да размислува. Еве, јас сум дел од овој граѓански форум. Добро вечер. Добро вечер. Ајде, намалете го телевизорот и директно во програма. Ало, добро вечер. Повелете. Би му препорачале на председателот дали е можно како граѓани да ни помогне да се стопира некако урбаната мафија во градот, да му подпомогне и градоначалникот на град Скопје. Зборувавме за воздухот дека е загаден, меѓутоа живееме во едно бетонско плато, каде што никаде од нигде нема веќе ни зелен лист, а камули
да има дрвја, што све се посече за да може да се градат згради, а да профитираат инвеститорите, додека граѓаните се што е започнато би го замолиле тоа да се дозаврши, а да не се започнува нови градби. Оти народот вистина веќе е угушен од бетон. Ви благодарам толку. Благодарам. Добро вечер за следниот гледач. 22:30, граѓански форум, Пендаровски, кои приоритети? Одмah да ви кажам. Екзистенција кон обичните луѓе, македонскиот народ да не биде на колена, екологија, битка против урбана мафија. Добро вечер. Добро вечер. Ало? Да, повелете. Добро вечер. Повелете. Јас се јавувам прв пат у емисија. Баш ми е драго. Јас се јавувам прв пат у емисија и сакам да ви честитам за досегашните емисии што ги водите убаво и паметно. Сакам да кажам за новиот преседател на Република Македонија. Чекайте се, а за да биде добро да ве чуе и тој и јас и сите, намалете го телевизорот. Исклучете го. Сега сите ве слушаме гласно и јасно. Повелете. Добро, сега Момент, добро. Сакам да ви честитам први за... Не, тоа го чув. Благодарам на честитките, одиме понатаму. Да. И организирате и ги водите. Добро. Сега сакам да кажам до вас за председателот. Мислам дека во целата кампања што се води за председател, а поготово за господинот Пендаровски, тој се постави председател како што може да решава све, па дури председателот Пендаровски да ја внесе Република Македонија во НАТО. Ја мислам, треба да прочитам малку поќе од тоа што многу читал. Не малку, дека многу. Председателот на Република Македонија нема такви ингеренции. Негови ингеренции се да ја представува државата, така барем пишува во Уставот, и да поставува амбасадори и за некои си други тие прослави за китка како е денеска што видовме убаво, ама жалосно. Господинот Заев седна до господинот, односно до некои си граѓани на Република Македонија што неќе да ги потпише законите. Па ја не можам да разберам дека господинот Пендаровски бил во сите председатели. Помошник, советник, не знам што. Па тој е политичар кој што води политика, а ние не се зафатил да води нешто, да биде на чело, мислам го копира господинот Тито Петковски. Ви благодарам, пријатно. Добро. Не сум најсигурен за споредбата, но ваш став. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. По однос на отворенава програма, сакам прв пат се јавувам кај вас во емисијата и ова го осеќам како еден граѓански отворен парламент, кај што можеме да комуницираме со добри уредници и добра телевизија, за да не чујат и политичарите и обичните луѓе, па затоа што и ние сите сме обични луѓе кои се јавуваме. Ја мислам треба да бидеме прво долишни во искажување, давање предпоставки, карактеристики на се. Ја мислам дека новиот председател ќе биде во права смисла, затоа што е еден од тие години кој се ишколувал и добил пракса во однос на времето кое не носи во една поширока демократска атмосфера, човек демократ кој ги спознал доста работи за демократијата. А човек кој ги спознава работите за демократијата може да биде и добар политичар.
А искуството од досегашниот без разлика на школото и образованието се покажа денеска пред големиот човек папата кој дојде во Македонија и говорот на човекот во заминување од функцијата председател. Ја мислам дека не можеме да очекуваме сега планини и брда што викат од новиот председател. Али мислам дека ќе имаме поголема слобода. Ќе допринесе, ќе влијае. Он не може да наредува или слично, нема такво властување, али со неговото однашање ќе влијае и на власта, на извршната власт, па и на законодавната власт. Мислам дека ќе имаме една соработка, каде што ќе биде од интерес на сите граѓани на Република Македонија, затоа самиот човек гледајќи го има шлив, има харизма за застане на чело на државата. Сега, за емисија сака да кажам, дека ова емисија, господин Чомовски, можете да ја претворите, ова е добар парламент, а или парламент да го претворите каде што одредени можда еднаш во месецот ќе комуницираме со председателот или на 2 месеци граѓаните, а и ќе комуницираме како овие аналитичари, кои ја многу не ги ценам, се добили аналитичари, ако да не спомнува имија, само да кажам, ќе застанат, ако ВМРО на митинг пред избори, ќе кажат дека 82, па после ќе кажува други приказки од интерес на партијата. Ние треба луѓето да не викнете во телевизија, да се соочиме, да кажеме, затоа што имаме искуство, сме постари и политичко, и стопанско, и економско, и секако. Затоа ова само како еден предлог мој, а вие сте тие кои дали ќе го прифатите или не, а емисијата ви е добра, комуницирате добро и ви оди добро. Ве поздравувам, пријатно и продолжете во така. Добро, ви благодарам на комплименти, иако не сум многу научен на нив. Многу повеќе сакам да ви слушам вам. Добро вечер за нашиот следен гледач. Добро вечер. Повелете. Јас исто така му честитам на новиот преседател, а повеќе честитам и на македонскиот народ, што овој пат стварно беше како за прв пат без инциденти во гласањето. Па би можела да речам дека новиот председател како особа е стварно упорен, поради тоа што по 5-ти пат кандидатура еднаш веќе му се исполни желбата. Па ќе бидем да се всели во вилата на Водно. Тоа стварно ќе биде многу поголема разлика и како социјален случај од мал 60 квадратен стан да се всели во вила, тоа е стварно за честитање. Но како што во странските гласила можеше да се слушне дека во Македонија победи кандидатот за председател, оној што го со владата на чело што го продадува името на државата и така ефикасно што не се ни многу размислуваше за да успеат, но нека гледа како што рекоа и другите слушатели да ги дозавршат започнатите работи и да не се плашат од поранешниот премиер. Тој не воскреснува. Тој тука прати можеби се, а тие сами можат да покажат што знаат и што можат да прават без да имаат некој страв дека од надвор некој ќе смета или ќе ги сигурира. Благодарам. Благодарам многу. 22:40 и уште 10 минути, ако сте расположени за муабет, а можете и да ми соопштите каков е резултатот на Ливерпул со Барселона. Тоа е вака еден култен спортски настан. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Јас баш мислам дека беше во првото полувреме 1-0 за Ливерпул. Баш ми е драго. И дотолку повеќе што вие следите фудбал. Така да мене ми е криво.
Сакам да му честитам на господинот Пендаровски, председател како што и треба на Македонија. Дали смеам да прашам нешто? Можете, зашто да не? Кој умрел од прашање? Не. Дали смеам да прокоментирам малце како беше облечена нашата прва дама на бившиот председател? Па ние искоментиравме, предполагам дека не извршивме влијание врз вас. Повелете. Не, јас не сум ја слушнала, меѓутоа мислам дека требаше некој да ја подучи. Знаете што? Сега ме повлековте, бидејќи ние старите паметиме многу. Кога Јосип Броз, само еден момент, кога Јосип Броз Тито и Јованка по долги години дипломатска активност беа примени кај папата во Ватикан, сопругата на Јосип Броз беше комплетно во црно, со долга хаљина, подолга хаљина и со превес, со вел. Така е. Тоа е основниот стандард. Срамота е за нашите протоколарни и модни дизајнери, кои тоа не им го укажаа на нашите дами кои беа присутни на обраќањето на папата Франциск. Трагедија што култивираноста на духот и на образованието на луѓето и на тие што беа присутни беа под нивото. Каде одат и кого треба да слушаат. Повелете сега, јас се извинувам со ваквот. Не, значи имаше еден во сораците во джеп, не сакам да коментирам, меѓутоа мислам дека не требаше можеби некој на господјата да ја каже, требаше сама да прочита или до сега бар да научила нешто. За жал, од мене толку. Да, благодарам многу. Како што гледате, издржавме и прашања и дадовме и одговор. Добро вечер за следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Ало. Да. Добро вечер. Чекате пред да се вклучите. Колку е Ливерпул Барселона? Ало, добро вечер. Добро вечер. Колку е Ливерпул Барселона? Не гледам фудбал. Баш ми е драго. Значи не гледате нас. Не гледаме вас, да. Добро. Еве јас воведувам еден надправувачки дух. Повелете. Пендаровски приоритети. Како најголем приоритет промена на името. И па го сменивме, што? Па го сменивме. Да го смениме името, така? Нема го сменивме. Сега ми се па да го сменим името. Не е сменето, бе. Ние што гласаме против вакото, не е сменето името. Ние сме македонци, македонци ќе останеме. Добро. Еме, која име да го... Чекай, да се разбереме сега. Што да смениме? Па името на државата. Па на мало дете ако го прашаш дали... Дозволи малци. На мало дете ако го прашаш дали сакаш да те викаат Аце или Васе, си рече, сакам Аце да ме викаат. А како да Васе да ме викаат? Како ние Северна Македонија? Која сега Северна Македонија? А ние не сме Северна Македонија, ние сме македонци. Најголем приоритет на Пендаровски треба да му биде да се врати името Македонија. Добро, тоа значи да распишеме нов референдум? Па референдумот не беше успешен. Зашто да распишуваме нов референдум? Дали беше успешен референдумот? Не те слушнав. Дали беше успешен референдумот? За кого како? Државната изборна комисија кажа дека референдумот не е успешен. Добро. Значи ние што не гласавме, значи не сме знаеме дека ќе полнат кутиите, затоа не излегуваме на референдум. Власт ако сакаше да биде успешен референдумот, ќе даваше парламентарни избори и референдум, и ќе се укажавме сите. И луѓето сега Северна Македонија, која е Северна Македонија или председател? Па председател е Ѓорѓе Иванов. Уште Ѓорѓе Иванов председател. Пендаровски не е уште председател. Дали е председател уште Пендаровски?
Не се разбира, ама е прогласено Државна изборна комисија за иден процес. Да, е прогласен, не е урниран. Значи треба на гледачите да му кажете дека не е председател уште, дека уште не е... Па јас ви соопштив дека во недела ќе биде заклетват. Да, не сите знаеме, него претходните јавувачи што беа председател Пендаровски. Па не е председател уште Пендаровски. Да, треба да самоубиство да извршам. Како? Да си го сменам моето име, че се срамам, а не на државата. Се срамам. Толку. Колку сопруги во светот и во Македонија го менуваат своето презиме? Абе, таа самоволно може да си го мениш. Дали ти Чомовски, че си смениш името? Лично прашање. Па ја да ви кажам право, мене ме викаат Сашо, Александар, Чуму, Чом. Чомовски. Да. Се одзиваш, ама дали че си го смениш официјално името? Чисто... А дали че си го смениш? Касно ми е сигналот нешто. Како млад бунтовен пред децении наназад, јас сакав да си го земам презимето на семејното стебло. И да нема ски. И знаете што ми рече татко ми? Ако тоа го направиш, ќе се откажам од тебе. А и ја немав многу храброст па да се откажам од татко ми. Да. А че дојдеме на исто. А на Димитров татко му што рече да му се исуши раката кој ќе потпише да му се смени името, така? Да, добро. Да. Има Господ че Не, ама нема да сечиме раце како во некој шеријатски право. Не рече тој да му се исечи, да му се исуши рече. А да му се исечи. Па добро, кој ќе се исуши треба да се исечи. Па има Господ ќе помогне за сушењето. Добро, ви благодарам многу, добивте добра шанса да го кажете и јас го уважувам вашиот личен став. Како став се разбира. Добро вечер. Ало. Да, повелете. Ало. Повелете. Ало. Добро вечер. Добро вечер. Да. Добро вечер. Да. Јас сум у емисија, чумо. Да. Вие сте, да. Да, добро вечер. Да. Ало, добро вечер. Ајде кажете што сакате да ми кажете. Ајде да кажеме за гласањето, све едно ми е за тоа. Да. Ало. Ама ве слушам се, кажете што сакате. Ама неće да ми одговори на мене, друг ми избори тамо. Да. Не, јас ви изборам, повелете, кажете. А на телевизија некој друг вика ало, да. Као што гледам сликата, да. Добро, пријатно, имаме очигледно... Не, друг збори, друг, не ме исклучувате, ве молам. Ало, да. Ама кој друг? Јас ви изборувам. Добро вечер. Добро, 22:50, поштувани гледачи, сме при крај на граѓанскиот форум. Во наредните 5 минути уште за еден-двајца наши граѓани, наши гледачи, наши коментатори, аналитичари, мислители на јавното, носители на јавното мислење. Добро вечер, господја, вие сте во програма и упорно ви кажувам, кажете... Јас што мислам да ви кажам. Кажете. Слушав дека зборите нешто за загордувањето и за горење, тоа. А да ве прашам, дали имаме доволно полиција? Да. Полиција у државава, дали имаме доволно? Да видиме некој по улица да шета, да го видиме, да. Не слушате? А зашто треба да шетаат полиција? Па шетаат, вие не ги гледате. Како? Одиме по улица, никој полицајец не сме видели у населбата. Кента. У која населба сте? Кента, да. Па, да ви кажам право, не гледате добро. Јас гледам низ моето мало, секоја утро и секоја навечер, пар полицајци се движат слободно, се отпоздруваат со жителите и ги препознат. Нема ни стражари по гробишта. Нема ништо. Добро, ви благодарам многу. Пријатна вечер за вас, за следниот гледач.
Да, повелете. Добро вечер, Чомовски. Повелете. За пендаровски приоритет. Браво на државата. Пендаровски дојде, пред се Заев дојде, па Пендаровски, папата. Од утре, Господ здравие, среда, среќен ден, мети млеко по улиците кај што беа затворени, ке течат долари, франкои, евра, денари со Северна Република Македонија. Срамота е се тоа што се случува во нашава Република Македонија. Од утре, значи, метлата од комуналците, метлата ше даде Зоран Заев, тоа не е приоритет за чистење во кабинетот негов. За со метла, туку метларите од комуналец на град Скопје ги чиста булеварите. Од утре граѓаните на Република Македонија, не Северна Република Македонија, туку Република Македонија. Пари по сите шахти кај што се заварени. Ке има пари во Вардар на сите сливници кај што треба и не треба. Пари, 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 мет и млеко ќе тече по држава. И ја ви предлагам да земеме по една кеса и да ги собираме. Ке земиме кеса и ке нема кај да не прибери ни една земја. Нити Бугарија, нити Србија, нити не знам каде. Пендаровски дојде, ја не го признам како председател, јас сум македонец, пред се како што албанците не го признава, Ѓорги Иванов, така јас се изјаснувам јавно. Не го признам, пошто сум од Република Македонија, сум се вратил во Република Македонија и ќе живеам во Република Македонија. И никогаш нема да ја напуштам држава, пасош имам со Република Македонија. И никогаш Северна Македонија да ми удри мене на граничен премин, дали авионски, дали копнено, да не знам како. Никогаш нема да ја напуштам, ќе умрам во Република Македонија. Ова е срамота што направија вака со нашата држава. А председателот Ѓорги Иванов убаво одржа лекција на папата. Република Македонија и Република Македонија си остани вечна и вековна за нашите граѓани во Република Македонија. А кој сака да се прекрстува, има цркви, има манастири, има џами, има не знам што, нека се прекрсти таму неговата фамилија и кои да се. Ние сме македонци и ќе си умреме за Македонија. Изгледа последен гледач ќе бидам овде, пошто времето изминува. И така да, господине Чомовски, јас се извинувам, малце сум изреалтиран, сум се вратил 90-та година за оваа држава наша, прекрасна Република Македонија. Добро. Ова е срамота што се случува. Не сум нити политичар, нити аналитичар, нити еден обичен граѓанин, што ќе чекам од Пендаровски и од Заев. Заев гробо не ги скопа, овој ќе не потрупат. Е тоа ќе биде во Република Македонија. Добро, јас со респект приоѓам кон различните мислења и кон палетата на спротивставени мислења. Е да оставиме овие дилеми и овој став да остане за промисла на сите наши гледачи кои не ги вклучив. Пријатна вечер, тоа беше Граѓанскиот форум во вторник. Утре сте со Сашо Ордановски, неговиот печат на неделата, и со двоецот Кабранов, Боријан Јовановски. Ви благодарам за довербата. Уште еднаш ве потсетувам дека заврши еднодневната посета на папата Франциск. Ни остави порака која сите знаеме дека Република Северна Македонија е раскрсница меѓу северот и западот, меѓу цивилизации. И можам да кажам дека по подолго време се чувствував како граѓанин на Скопје, задоволен од респектот на граѓаните кои ги почитуваа правилата за безбедност, иако беа прилично ригорозни. Задоволен сум што покажаа нашите институции дипломатско, протоколарна, организациона и безбедносна умешност да го угостиме највисокиот представник на Католичката црква и поглаварот на Ватикан и да бидеме дел од оние земји кои со пиетет го дочека Франциск.
Ви благодарам уште еднаш, пријатна вечер, се гледаме со мене во четврток.